19 часот и 15 минути, почитувани гледачи, имам чест да ви го најавам најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. И овој пат одиме со една инспиративна приказна и со еден инспиративен млад талентиран дечко, кој што е мој денешен соговорник и гостин во најновото издание од своја страна. Станува збор за Димитар Митровски, младо талентирано момче, хармоникаш, влюбеник во музиката, композитор и ред други работи кои што ќе оставам тој самиот да не ги прикаже токму во денешното издание. На самиот почеток ќе му посакам топло добре дојде. Димитар, ти благодарам што ја прифати мојата покана и ти благодарам еве што ни го разбави студиото на телевизија Сонце. Добро ме најдов, фала ти за прекрасните зборови. Сакам да ги поздравам сите гледачи на телевизија Сонце. Се надевам дека ќе уживаат во оваа емисија. Така, исто јас се надевам и за почеток ќе те прашам, ајде, кој е Димитар Митровски, еве вака пред нашите гледачи, пред пошироката јавност да се представиме. За прв пат ми гостуваш, па ајде так, со неколку почетни зборови. Па, Димитар Митровски, хармоникаш, композитор. Позади мене имам мои два солистички албуми, кои сум јас автор. Не на сите, има неколку преработки, две композиции од мојот професор Кирил Стојчевски. Во оваа прилика сакам да го поздравам. Па еде сега во моментот работам на веќе трет албум. Потекнувам од музичко семејство. Свирам од 3,5 годишна возраст на хармоника. Да, тоа е интересно за тебе што од многу рана возраст почнуваш да свириш хармоника и ја одбираш хармониката како инструмент. А дали некој можеби ти ја наметна љубовта кон овој инструмент? Можеби потекнуваш од музичко семејство? Да. Па не ми ја наметна тоа. Само тоа што татко ми свирил хармоника и сум слушал, валјда љубовта сама по себе си дојде и сум добил поклон од мојот дедо, мало хармоничи, и сум почнал да свирам. И така почна да се трасира тој пат. Да, татко ми пример ќе свирил, јас ептен мал ќе сум повторил нешто, се тоа не знам точно како звучело тогаш, ама татко ми ја препознал музикалноста моја. Па на 10 годишна возраст ме пуштил на приватни часови ги професорот Кирил Стојчевски. Така, потигнуваш од Битола, да. Твојот роден град, а сега живееш овде во Скопје. Кажи ми, што се случува еве конкретно во Битола, каква е поддршката од твоите луѓе таму, кој ти е најголема поддршка, инспирација за сето ова кое што го правиш во полето на музиката? Па види, од Битола имам бајги поддршка, ете од моите родители, од мајка ми, од татко ми, од професорот Кирил, па доста познатите имиња Никол Чемицевски, што сум многу добар пријател, со Благојче Трајковски, сакам сите да ги поздравам во оваа прилика. Поддршката ја имам, сите нивни зборови мене ми значат премногу. Ете, можам да наречам моите почетоци, веќе не се почетоци, мојот прв албум го издадов пред 6 години веќе. Вториот 2019 крајот, така да имам поддршка. Така, почнуваш со хармоника, меѓутоа дали можеби се раѓа љубов и кон некој друг инструмент, односно можеби владееш и некој друг инструмент, што конкретно еве? Па во средно музичко во Битола свирев пијано и се имам такмичено исто на државен надпревар тука во Скопје, кај што бев прво место, тоа во втора година и го свирам и пијаното, значи. Димитар, соработуваш со многу звучни имиња како нашата естрада или така и од светот на професионалната музика. Колку влијанието на самите професори те донесува токму денес да бидеш ова што си ти? Колку таа соработка ти помогна во професионалното занимавање со музиката? Ја одбираш и Академијата за музика овде во Скопје. На што те научи целиот тој пат кој што си уште трае? Па види, соработката со тие звучни имиња кои што имам јас соработувано, ете пример, можам да спомнам Сузана Гавазова, Анета од Молика. Значи тоа е едно големо искуство каде што треба еден секој инструменталист, музичар да помени. Значи мене ми е чест и задоволство што можам со едни такви звучни имиња да соработувам. Ете ќе спомнам Дамир и Мери, значи последната композиција My Way, аранжманот е на Дамир и Мери. Тој е еден совршен музичар, сакам и да го поздравам. Така да, па не знам, и од моите почетоци јас сум знаел дека во средно ќе се запишам во музичко, па потоа дека ќе продолжиш на академија. Да. Така, ја спомена My Way, тоа ќе биде и твојата последна, односно последна композиција. Ајде повеќе за тоа како се трасираше целиот тој пат на создавање на оваа композиција, што си имаш позади себе, па за да дојдеш до ова дело, со кого се соработуваше? Па како што кажав, два албуми имам, а инспирацијата за My Way ми дојде. Реално немав таква композиција во тој стил и од околу
има, мислам дека 2 години, таа ми е пред 2 години веќе готова. Кога почна короната, тогаш инспирацијата ја добив. Слушав некој таков стил на музика, па пред неколку месеци се решив да ја снимам. Ја одбрав таа екипа Дамир и Мерикал, што го спомнав, Лјупчо Соколовски продуцент, City Sound, еден голем поздрав исто и до него, си ја заврши работата професионално, така да сум премногу задоволен. Димитар, овде јас ќе поканам пред нашите гледачи да ја пуштиме My Way, па потоа повторно ќе се вратиме назад во студиото. My Way од Димитар Митровски, уживајте.
Почитувани гледачи, еве сме назад во студиото. Тоа беше My Way од Димитар Митровски, неговата најнова композиција. Се надевам дека уживавте. Ние овде ќе продолжиме со нашиот разговор. Јас ќе го запрашам Димитар, ти си дел од инструментал бенд. Ајде повеќе за тоа што ве очекува во наредниот период, какви свирки се нели создавате, на кои настани, манифестации ве викаат како бенд? Па да, соработувам со инструментал бенд, сакам да ги поздравам сите од бендот. Тоа е бенд од Битола, така? Да, точно така. Па ете во моментот работиме на еден нов проект, песни отсвирени во живо, за кој наскоро ќе правиме видеозапис. Гледачите ќе можат, за не знам точно кога ќе бидат тие завршени, сработени и објавени, ќе можат да слушнат. Така, и сега Димитар, збор. Така. Што се состои во бендот, односно еве ти на хармоника, така? Да, значи хармоника, кларинет, саксофон, ритам гитара, бас гитара, вокал и ударни инструменти, клавиатури. Која е вашата агенда, што свадби претпоставувам дека и таму се Па појавувате? да, сега од мај, сега за Великденот нема да има свирки ради тоа што се пости, значи од мај ни почнуваат свирките, имаме доста свирки, така да работата ќе биде турбо. Си го пронаѓаш ли своето место токму во тој бенд или повеќе се чувствуваш свој како нели свој собствен композитор на твоите дела? Каде повеќе се чувствуваш свој? Па се чувствувам многу добро со инструментал, значи тие се тие се сите професионалци, значи станува збор за многу добри музичари што можат да се снајдат во секој стил на музика, за нив не е проблем, значи што и да се договориме да свириме, значи за нив не е проблем, исто тие свират по дискотеки, забавна музика и Димитар, колку е тешко во Македонија да се успее како млад човек кој што решава да се занимава со својата професија, еве токму со музиката, знаеме каква е ситуацијата кај нас како мала земја, колку е тешко за еден млад уметник да се пробие сам низ тој целиот процес? Па не е баш лесно, значи треба снимање, работење, промовирање, ете по телевизија да се промовираш, па за да те види јавноста, да те видат музичарите и А сметаш ли дека квалитетот сепак излегува на површина? Да. Бидејќи денес сведоци сме на многу музичари, на многу квази музичари, на многу квантитет, меѓутоа сепак сметаш дека квалитетот си го наоѓа своето место. Се слуша. Колку музичката академија ти помага и ти помогна до сега во делот на твојата нели професионална определба и во делот на сето ова кое што го работиш како свој композитор? Па ми поможи доста, значи на академија работам друго, таму се учи класична музика, јас компонирам, значи народна музика, ете последните композиции ми се нешто помодерно, значи да не е стрикно народна музика, тоа може да биде народна мелодија со некој помодерен аранжман, за да може и помладата публика да го слушне и да му се допаѓа. А што одбираш ти дома да си слушнеш вака во слободно време? Имаш ли некој омилен жанр? Па омилен жанр. Слушам се, можам да кажам, така да во музиката не можеш да определиш дека ова е добро, тоа е лошо. Се што ми се допаѓа го слушам. Сметаш дека музиката е лек на вистина за душата? Да, точно. Секој музичар мора да слуша секаков жанр на музика за да има инспирација и да може да компонира. Колку ковид пандемијата влијаеше на сето на кое што го работите, еве како бенд, еве како поединец? Па влијаеше, 2 години немавме свирки. Сите тие проби на академија? Ништо од академијата беше предавањето онлайн и уште сме онлайн. Добре, сега се олабавуваат мерките, се надевам дека и настаните веќе почнаа да нели да се организираат. Лани летото беше така до август, не знам, не се сеќавам точно кога. И отсвиривме неколку свирки, па после пак се затвори. Те бараат ли еве вака конкретно на некој настан со хармониката да ја разубавиш? Па да, еве сега можам да се пофалам во јуни, ќе гостувам на турнеја во Австралија. Супер. Да, заедно со Христијан Кико Божинов, Сани Гроздановска, Фимчо Костов и Џафер Демировски. Значи таа турнеја ќе биде во организација на Владко Јовевски од Австралија. Тој е еден од најдобрите менаџери. Сакам да ја поздравам цела екипа и се надеваме дека ќе биде турнејата успешна. Претпоставам тоа ќе биде некоја подолга турнеја? Па турнеја од месец дена. Супер. Во Австралија, така? Така, да. А колку нашата држава успева да ги поддржи младите еве уметници да биде тука, нели да ги поттикне да го работат на вистина она за кое што се определиле? Па реално треба повеќе поддршка на уметници како што се ете пример музичар или било кој друг, било која друга уметност. Треба да има поголема поддршка секој уметник, така да
валјда околу тоа нешто ќе се поработи и дека Ќе одиме на подобро. Да, ќе ги гледат тие работи. Освен твоето семејство кој нели е твојата најголема несебична подршка и твоите професори кои што те следат од најрана возраст, кажи ми која е твоја друга подршка, на кого можеш да се потпреш, односно кој може да те свати во сето ова кое што го работиш? Па пријателите претпоставувам те бараат за музика, за да пријателите ме разбираат, значи со сите што се дружам, што сум близок, сите знаат да ме разберат околу ова што го работам, така да. Колку целиот овој процес, сакам да те прашам, си бара време, односно си бара нели жртва на времето кое што го имаме за себе, сите тие проби, сите тие настапи, нели? Па инструментот хармоника реално си бара време да му посветиш. Јас 2014 се такмичев во Србија, кај што освоив место во Сокобањето, еден од најдобрите надпревари на Балканот. Значи, реално трошев многу време да се посветам на хармоника за да се спремам на тој надпревар. Без работа нема така, успех. сега како хармоникаш млад, имаш ли некоја соработка со овие македонски фолклорни друштва, можеби во тој дел? Па да, одев во културно-уметничко друштво Илинден во Битола. Да, претпоставувам бидејќи тие се некако поврзани играорците со... Одев некој 7-8 години прилика да бев член на тоа друштво и едно многу големо искуство, многу убави поминати моменти, шетање низ цел свет. Така да. Димитар, претпоставувам си при крајот на твоето студирање, како е на академија, уште колку испити остана, што се случува таму? Па сега овој семестар го слушам и испитите што ќе бидат во јуни, тие ќе ми бидат последни испити. И што потоа? Па потоа не знам, ќе видиме. Ќе видиме како ќе оди патот. Твоето слободно време ме интересира покрај со музиката, со што друго си го исполнуваш пред да засвириме нешто пред нашите гледачи, ајде ќе го откриеме уште тоа што прави еден млад талентиран човек во своето слободно време. Па сакам да си прошетам, да си излезам на кафе, на ручек, на вечера. Нормално, сите тие работи го исполнуваат твоето време. Ќе засвириме ли нешто пред нашите гледачи? Одлучили што ќе биде? Па ќе си отсвирам нешто од моите композиции. Ајде да слушнеме.
Така, Димитар, ова беше My Way, одсвирена на хармоника. Точно така, Кажи ми колку ја бараа тебе вака композицијата, одсвирена на хармоника од тебе? Па види на свирките кои ќе дојдат колеги музичари, секогаш ми ја бараат и практикувам да ја свирам на почеток како инструменталка пред да почнат како вовед во сето она кој што ќе се случува. А Димитар, покрај турнејата во Австралија, кажи ми што следно ќе се случува на поле на музика, на поле на нели професионален приватен живот? Па уште една турнеја во Канада во август. Аха, супер. Значи летово ќе биде организирано, резервирано за турнеи. Да, точно. Так, ќе ти посакам многу успех, многу успешни приказни да испишуваш еве со хармониката и со сето она кое што го работиш во полето на музиката. Ќе ти се заблагодарам овде уште еднаш што беше дел од своја страна и ние сме овде секогаш да те поддржуваме како млад човек кој што си ја сака својата професија. Фала ти на прекрасните зборови, фала ви на поканата и се надевам дека гледачите уживаат во оваа емисија. Така е, почитувани гледачи, јас се надевам дека уживавте во звуците на хармониката од нашиот млад и талентиран Димитар Митровски, кој што добрава ќе го освојува светот на музиката. Овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена. Исто така ќе упатам и посебна благодарност до бутик Мај Мода и до девојката која се грижи за мојот изглед, Самра и Мери.